Франција изведе најголеми воздушни напади врз позиции на милитантите на Исламската држава во градот Рака во Сирија. Француското министерство за одбрана соопшти дека 10 француски авиони фрлиле 20 бомби во Рака, уништувајќи арсенал за оружје и центар за обука на милитантите. Францускиот министер за надворешни работи, Лорен Фабиус, говорејќи на маргините на самитот на Г20 во Турција, изјави дека Франција действувала во самоодбрана. Авионите полетале од Јордан и од Обединетите арапски емирати и акцијата била изведена во координација со американските сили. Франција веќе неколку месеци ги бомбардира позициите на милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија, како дел од сојузничката операција предводена од Соединетите држави. По петочниот масакр во Париз, француските власти ветија уништување на оваа терористичка група, а најновите напади беа најинтензивни досега. Во меѓувреме, полицијата во Европа ја прошири истрагата во врска со координираните напади во Париз. За овие напади, во кои загина над 130 луѓе, додека над 350 беа ранети, одговорноста ја презеде терористичката група Исламска држава. Нападите исто така ги потенцираа несогласувањата околу бегалската криза во Европа и ги интензивираа повиците за блокирање на огромниот бран бегалци и баратели на азил од муслиманските земји. Истрагата за најголемото злосторство што се случи во Париз од Втората светска војна досега водеше до Белгија, каде што беа уапсени неколку луѓе, но не и Салах Абдесалам, 26 годишен французин роден во Брисел. Нападите во Париз биле подготвувани во странство, изјави францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев. Француската полиција верува дека нападите биле помогнати од Абдесалам и неговите браќа. Еден од нив загинал во петокот во Париз. Идентификувани се уште двајца француски бомбаши самоубици, додека се уште се чека тоа да биде сторено и за преостанатите четворица напаѓачи. Кај еден од нив бил пронајден сириски пасош и се наведува дека лицето од Турција преку Грција и Србија во минатиот месец се упатило на север заедно со мигрантскиот бран. Тоа ги зголеми барањата за ревизија на мерките на Европската унија во справувањето со мигрантскиот и бегалскиот прилив. Полска и Словачка цврсто застанаат против планот на Брисел за релоцирање на барателите на азил, наведувајќи дека нападите во Париз ја потенцирале нивната загриженост од муслиманските бегалци. Тоа исто го побара и баварскиот министер за финансии Маркус Шедер, наведувајќи: деновите на неконтролирана миграција и илегално влегување не може да продолжат како и досега. Париз смени се. Од друга страна, нападите во Париз ја зголемија решеноста на светските лидери за елиминирање на милитантите на Исламската држава.